Втората емисија е посветена на групата манастири во Скопската област во средниот век. Меѓу нив посебно место му припаѓа на манастирот Свети Никита, кој е изграден на јужните падини на Скопска Црна Гора. Во близината на Скопје, 16 на километри северно од Скопје. Овој манастир е изграден со повеќе цркви и манастири што биле изградени во византиско време, како беден, еден вид граничен беден од Србија, зашто по планинскиот гребен се протегала природната граница меѓу византиската територија, што се наоѓала овде во Македонија и српското Косово поле. Манастирот е изграден заедно со уште повеќе објекти, според податоците од записите во Нерези и од некои поделцнежни грамоти, негде во првата четвртина на 11 век. Тоа е време кога византискиот император Василije II, после пропаста на Самуиловото царство, одново ја освоил цела Македонија и како монументални споменици на византиската власт на оваа територија се изградени тие многобројни црковни феудални господари. Во подоцнежно време, негде кон крајот на 12-тиот и почетокот на 13-тиот век, во честите меѓусебни борби меѓу Србија, Бугарија и Византија, поголемиот дел од тие црковни споменици биле уништени или разурнати. Во Милутиново време, односно по освојувањето на Скопската и другите области во 1282 година од страна на српскиот крал Милутин, во оваа област, во Скопската, почнува пак една жива и активна изградба или обнова на многу разурнати манастири. Меѓу нив бил обновен и манастирот Свети Никита. Нарочно тоа обновување станува многу живо во времето кога српскиот крал Милутин склучува брак со византиската принцеза Симонида во 1299 година. И некаде во истата година се смета дека византискиот император Андроник II издава грамота на манастирот Свети Никита. Истовремено и неговиот син и совладетел Михајло IX на манастирот Свети Никита му издава една грамота. Се обрати со молба овој превисок крал и многусакан брат и зет на царството ми. Тогаш е направен поради сигурност и Хрисовулот на светиот мој господар и цар, татко на царството ми. Побара исто така да се направи аналогно на тоа, на ист начин и Хрисовул на царството ми. Од овие зборови се гледа дека царот Михаил IX на молба на српскиот крал Милутин ја издава оваа грамота истовремено со грамотата на неговиот татко Андроник II. Со грамотата се потврдуваат подарените права и имоти на црковниот феудален господар Свети Никита. Во уводниот дел царот Михаил IX ги истакнува историските прилики и причините за издавањето на оваа грамота. Откако превисокиот крал на Србија и многу саканиот брат и зет на царството ми, кралот Стефан Урош, стапувајќи во роднински врски со царството ми, не извести нас дека близу до Скопје се наоѓа манастир посветен на светиот великомаченик Никита, на кого му го подложи манастирчето, што исто така се наоѓа околу тоа место во Скопје, посветено на пречистата Богородица, која се вика некако Богоришичина, заедно со населените таму парици и тамошните лозија и ниви, да биде тоа и да се смета за метох на чесниот манастир на светиот великомаченик Никита. Во диспозитивните одлуки на грамотата се набројуваат имотите што му биле подарени на Свети Никита.
Па дал слично на тој манастир друго манастирче, кое тој таму го изградил, посветено на светиот пророк Претеча и Крстител. Па уште и пронијарско село, што се вика Бањане, со сите негови правини. Па уште и местото, што се вика Пребужда, што почнува од тамошниот Бањански пат и меѓу Скопските тврдини и тамошните така наречени чести мермери и се приближува до реката Лепеница и изворот Голишев, и местото што се вика Железно, заедно со тамошните градини и воденички парцели и со другите права што порано ги имал некој така наречен Жегар Радомир со своите браќа. Во наведената одломка од грамотата за Скопскиот манастир Свети Никита го изделуваме податокот за пронијарското село Бањане. Терминот пронија е преземен од грчкото пронија, што значи грижа, надзор. Како средновековен термин означува посет што се давал на користење на некој властелин со обврска да врши воена должност со определен број војници, кои самостојно ќе ги вооружи. Оваа византиска институција во српското обичајно право прв пат се јавила по освојувањето на Македонија, во која на границите кон соседните држави Византија создала многу пронијарски имоти како заштитен бедем од нападите на туѓите војски. 1299 година била одлучувачка во односите меѓу Србија и Византија, бидејќи по 20 годишно војување бил склучен мир, крунисан со бракот на Милутин и малолетната 8 годишна Симонида. Од тогаш се воспоставени односите на српската држава со Светагора, а особено со Хиландар. Тој манастир уште од времето на Стефан Немања добивал владетелски подароци, што е потврдено во заклучната грамота на Стефан Немања од 1199 година и во грамотата од неговите синови, големиот жупан Стефан Првовенчани, кралот Владислав и кралот Стефан Урош I. Потоа, како што покажува следната грамота, во 1300 година кај Милутин дошла делегација од Светагора. Дојде кај мене еромонахот Киријак со хиландарските калуѓери и ми раскажа за своите тешкоти и наморе што им ги прават безбожните хусари. Тие не се докажуваат, ни говореа мене со умиление и молба. Направи ни и нас покоиште. Целиот наш живот е наморе и од море е. И не ги пречув, но ги исполнив сите нивни молби. Им создадов пирг и во него храм спасов, и го исполнив со книги и со завеси, и со икони, и со сосуди, и со се што им е потребно да биде во славата Божја, а на оние покоиште и утеха, и мене, работ Божји, Стефан Урош крал, во молитвите своји да ме споменуваат. Се заврши храмот во деновите на благоверниот цар Кирандроник и на синот негов Кир Михаил, при протата Јоаникије, при игуменот Хиландарски Киријак, во летото 1302, Сончев круг 22, лунни 8, индикт 15. Во Христа Бога благоверен Стефан Урош крал. Во датумот се забележани повеќе елементи според тогашните правила за определување на хронологијата, што заслужуваат внимание. Годината е пресметана од постанокот на светот, кој почнувал 5508 година пред раѓањето на Христос. Покрај тоа во датумот, скоро редовно се означува индиктот. Тоа е период од 15 години, кога на почетокот се правил преглед на земјишните, односно катастарските книги. Други елементи на датумот можеле да бидат 28-те сончеви кругови, 19-те месечеви, по кои сонцето и месецот се враќале на истата положба кон земјата. Оваа грамота е напишана на пергамент со убави уставни букви. Ова е оснивачка грамота за хиландарски пирг или хиландарску кулу на мору. Хиландар се налази на северной граници Свете горе и налази се свега 3 километра од мора. Па онда ова пирк, дакле, био е саграđен од краља Милутина на самој морској обали. Ова грамота, дакле, била е посната врло давно
Još Abramović je u sredini prošloga stoljeća publikovao u svojem opisanju, dakle, ruska ekspedicija Sebastijanova koja je putovala na Svetu Goru i tamo je fotografirala sve srpske gramote i ona je fotografirala i tu gramotu i u zbirci Leningradske akademije nauka nalazi se i fotografija te gramote. Međutim, kad sam ja bio na Svetoj Gori 1936. godine, ja je nisam našao tamo. I onda sam, dakle, gledao, a pre mene, dakle, bio tamo profesor Čorović, koji je opet fotografirao sve hilandarske gramote, vidite? I tamo isto nema toga snimka. Dakle, ona je bila već pre 33. godine prodata nekomu, i nije se znalo gdje. Međutim, 1940. godine, jedan pensioner u Beogradu donio je u muzej kneza Pavla i ponudio je tu gramotu. Dakle, oni su pozvali onda profesora Solovjova i mene, kao stručnjake za te stvari i tako dalje. Mi smo odredili da to je baš ta povelja 1302. godine. Vidite? I onda, dakle, on je prodao knezu Pavlu, dakle, u muzej, za činjenicu u to vrijeme za 2000 dinara, to je bio veliki novac i tako dalje. I ona je bila je tamo. Međutim, već sljedeće godine knez Pavla je imigrirala, pa sa sobom poneo je svu svoju zbirku starih dokumenata, među tim dokumentama i ova gramota. Tako da sada ova gramota kod nas ovdje ne postoji. Jako sam je i drugi su vidjeli tamo svojim očima. Dakle, međutim, u Beogradskom državnom arhivu nalazi se rukopisna kopija ove gramote. Dakle, ona je bila pisana već u Hilandaru, tamo u svoje vrijeme, u početku 15. veka. Ta se nalazi, dakle, tamo u tom državnom arhivu. Dakle, ova je gramota je vrlo interesantna, to je apsolutno originalna gramota. Vidite, imate tu je sa strane dakle, fotografiran i ovaj pečat sa obiju strana. S jedne strane, dakle, vladar u vizantijskom reprezentativnom stavu sa natpisom naokolo, s druge strane nebesni pokrovitelj Nemanjičke dinastije, to je bio arhidjakon Stefan. Dakle, oni su ovdje, dakle, obje polovine ovdje su fotografirane. Dakle, međutim, dakle, interesantno da u datumu, vidite, ovdje imate 4 datuma. Jedan datum od stvaranja sveta, dakle, računa se do Hristova rođenja 5508 godina, dakle 6610. godine ovdje navedena. Vidite. Drugi datum, to je datum takozvane krugovi sunca. Dakle, krugovi sunca, dakle, to je perioda od 28 godina, nakon kojih sunca stane prema zemlji u isti položaj. Svake 28 godina u isti položaj dođe. Dakle, onda to se, one godina, treba podijeliti sa 28, ostatak će biti. Krugovi sunca se slažu sa godinom. Sad onda drugo, krugovi mjeseca, to je tog perioda od 19. godina, nakon svake 19. godine mjesec stane u isti položaj prema zemlji kao što je bio, dakle, ranije. Interesno je što ova originalna Milutinova gramota ne se spomenula deka manastirot Nikita mu bil podaren na hilandarski pirk na more. Međutim, spored jedna druga gramota na kralot Milutin, vo naukata poznata pod imeto Svodna, izdadena na Hilandar i Pirgot Rusija, verojatno od 1302. godina, manastirot Nikita mu je zapišan na Pirgot. Gramotata je začuvana vo 3 primjeroci, dvata nosat Milutinov potpis, a tretiot je potpišan od Stefan Dečanski. Pečatite se pricvrsteni podosna i se od Dušanovo vreme. Gramotata je narečena Svodna, bidenki je sostavena od 3 gramoti.
Третиот дел за нас е интересен, зашто содржи податоци за историјата на Македонија во тоа време. Со помошта на светите ми господа Симеон и Сава, ја презедов со меч скопската страна и овчеполската, и полошката, и дебарската, и многу други страни. И потоа стана взет на благоверниот и самодржавен цар грчки Кир Андроник Палеолог и ми ги даде тие земји во Прикија. Тука кралот Милутин раскажува за своите освојувачки походи во Македонија, а подосна како зет на византискиот цар Андроник II ги добива во мира со освоените македонски земји. Според средновековните правни норми, на тој начин се обидел да го легализира правото на владење врз освоената територија. Воедно, во овој фалсификуван дел, хиландарците запишале дека на хиландарскиот пирк на море кралот Милутин му го подарил и манастирот Свети Никита. И најде кралството ми запустен манастир во скопската страна Свети Никита во државата моја. И го изградив него и му го дадов името Бањане со сите правини и селото Пребужда, и Лопушане и Глуси, а во Глуси Калоѓурѓе, Репана и со местото Краставец и катунот Влах, и во Морава селото Смирна и Свети Никола во Козле со селото и со заселците и со сите права. Тоа се го утврдив и го запишав и го дадов на Свети Никита. А Свети Никита го дадов на мојот пирк со сите негови потврдени имоти, а игуменот во договор со баштата и со целото братство да избира брат и да го поставува економот во Свети Никита. Така и заповедав, а најмногу заради љубовта Христова да бидат единствени манастирот и пиргот. Со овие наредби, кралот Милутин не само што му го подарил скопскиот манастир Свети Никита на хиландарскиот пирк, туку определил хиландарскиот игумен да ги поставува црковните функционери во македонскиот манастир. Одземајќи ги самостојноста и самосудноста на Никита, заедно со сите негови имоти и зависните луѓе, српскиот крал ја спроведувал својата освојувачка политика. На тој начин, преку српскиот манастир Хиландар, тој ги наметнал во македонските краеви српските правни и административни норми. Историјата на скопскиот манастир Свети Никита, заедно со него и животот на македонското население во селата, што му биле подвластени, понатаму го проследуваме во една мощна и интересна оригинална грамота од кралот Милутин за пиргот Хрусија, издадена веројатно во 1313 година. Оригиналот се чува во Хиландарскиот архив. Под владетелската грамота запишана е и потврдата на српскиот архиепископ Сава III. Грамотата е подпечатена со златен печат, кој виси на несплетена сина свила, а печатот на архиепископот Сава III е направен од црн восок и прописно е втиснат на лентата, провлечена низ две дупчиња. Аренгата на овој акт спаѓа меѓу врвните лични Милутинови поетски остварувања. Земните на земјата да ги оставиме, зашто телесните и невечните си одат. Дојдете да возвикнеме и во висота да ги вознесеме очите и разумот да го впериме, говорејќи кон превечниот и безначален владика, творецот на сите твари, видими и невидими, и кон едночедниот син негов, кон надеждата и пофалбата. Идната одлука се однесува на основниот предмет во грамотата, дарувањето на Свети Никита на хиландарскиот пирк во Света Гора. Така се потврдуваат претходните одлуки со кои на македонските манастири Свети Никита во Бањање, Света Петка во Моране, им се одземени самосудноста и самостојноста. Подосна во времето на кралот Стефан Душан, околу 1336 година, пиргот на море добива уште една грамота, но меѓу потврдените имоти на кралот Душан не се споменува манастирот Свети Никита. Околу 1388 година, манастирот Хиландар и пиргот Хрусија воделе спор поради несредените имотно-правни односи.
Врз основа на претходно споменатите византиски грамоти на Андроник II и Михаил IX за подарувањето на Свети Никита на Пиргот, судот добил уверување дека Пиргот му бил канонски подчинет на Хиландар. Парницата се завршила на штета на пиргујотите, кои со пресудата му биле подчинети на Хиландар и во канонски и во економски поглед. Историските настани во иднина наполно ги измениле приликите во Скопската област. Имено, по Косовската битка во 1389 година, Скопската област била наполно освоена од турците, кои во 1392 година го завладеале и градот Скопје. Не знаеме дали манастирот Свети Никита во тие бурни години останал неоштетен, ниту имаме податоци за неговиот правен статус и економската состојба под турска власт, како што не знаеме ништо повеќе ни за неговата поврзаност со Хиландар и неговиот пирк во подоснежно време. Споменатите досега акти беа пишувани на пергамент или хартија во званичните владетелски канцеларии и имаа владетелски печат и подписи. Меѓутоа, во дипломатиката се познати и прифатени како автентични документи и грамотите напишани на црковните ѕидови. Во Македонија се познати две такви испишани грамоти. Првата за која знаеме е грамотата на византискиот цар Андроник II, дадена на Свети Никола во селото Манастир пред 1300 година. За неја се знае дека представува препис на оригиналната грамота на Андроник II, палеолог, заедно со неговиот лик кој бил насликан врз документот, даден на црквата во селото Манастир, а потоа неговиот лик бил пренесен и на фреската. Втора испишана грамота на ѕидовите на црквата наоѓаме во Скопската црква Свети Андреја, позната како Андреаш, по името на својот ктитор. Ова убава црква е изградена непосредно над езерото Матка во близината на селото Глумово. Испишаниот Хрисовул се протега како лента низ целата црква и представува јавен документ што има одредена цел со историско значење. Според историските податоци се знае дека Марко, првородениот син на кралот Волкашин, по неговата смрт предложил да ја носи титулата крал и владел во земјите на татка си. По Маричката битка на 26. септември 1371 година, тој бил принуден да стане турски вазал. Бурните и несредени прилики ги искористиле Марковите соседи и му одзеле некои градови и области. Балшиките го зазеле Призрен, Вук Бранковиќ Скопје, а великиот жупан Андреја Гропа Охрид. Независно од настанатата ситуација, Марковиот помал брат Андреаш како кралевиќ имал на користење делови од кралството на татка си. Тука, на дел од територијата што ја имал под свое владение, тој изградил манастир и му подарил дел од својот имот. По загинувањето на крали Марко на Ровињ 1395 година, тој го изградил Андреаш. Навргу потоа морал да ја напушти татковината, бидејќи турците укинале до тогашната самостојна положба на одделни феудални господари и вовеле своја непосредна власт. Андреаш, заедно со братот Димитрije, отишол во Дубровник, а оттаму во Унгарија. Над влезот од вратата испишан е следниот надпис. По желба и наредба на Бог Отецот, Вседржителот и со трудот на единородниот Син и со благословот на Неговиот Дух се живописа овој свет и божествен храм во името на светиот и славниот врховен апостол Христов, првонаречениот Андреја, со трудот и залагањето на христолюбивиот раб Божји Андрејаш, вториот син на благоверниот крал Волкашин и кралицата Елена, монахиња Елисавета. И колку што беше возможно, и дадовме и приложивме на Светата Црква, села во полето и во планината, со метосите и правините што им се запишани. По желба и наредба на Бог Отецот и со трудот на единородниот Син и со благослов на Светиот Дух се попиша овој свет храм на светиот и првонаречен апостол Андреја, со трудот и залагањето на работ Божји кралевичот Андреаш,
а тоа се беше приложено на Светата црква. Хрисовул и метохот негов, од обете страни негови ореви и ловишта. Селото Дучинци со метохот стар, и ловишта и Качепури со метохот, селото Мошково и Горица со метохот, селата Иване и Лозно со метохот, селата Дълбочица и Уздолне со метохот, селата Луковица и Крушица со метохот. Испишаната грамота е оштетена, но според остатоците каде што се споменува Хрисовул, а потоа некое село и неговиот метох од обете страни на реката, најверојатно се мисли на треска. Се даваат местата насадени со ореви и ловиштата и Качепури со метохот, село Момково и Горица со метосите, село Ивани и Лозно со метосите, село Дълбочица и Уздолие, село Луковица и Крушица со метосите, ловиштата и планините. Поголем дел од овие села денеска се раселени, но на некои од нив наоѓаме траги. Таков е случајот со селото Бокурци, чие население се преселило во пуста Брезница и таму до денеска се викаат Букурчани. Сегашното село Крушопек е некогашното село Крушопеци. Во топографските имиња запишани во денешните карти од секцијата Гостивар Кичево се наоѓаат имињата на поранешните средновековни села Иване, Кише, Илинград, Сурок, Лозно. Нивите и луѓето од селото Шишево се наоѓаат на местото наречено Качепури, што значи дека тука, некаде, се наоѓало некогашното село Качепури. Средновековната Луковица е денешната Лукоица. Ете како ни старите документи наоѓаме траги и податоци за нашиот народ и неговото давнишно постоење.